Почитувани, дали Филипче учи од Заев како да злоупотребува трагедии, како Заев со Смилковско езеро и Младенов, за кои лажеше со години? Дали Венко Филипче, кога вели дека нема друг како Заев и дека народот треба да учи од него, дали мисли и на лагите и злоупотребите на човечките трагедии? Дали Филипче се восхитува на Заев, кога тој лажеше дека ќе ја каже вистината за смртта на Младенов и убиството кај Смилковско езеро, за потоа да се испостави дека лажал? Дали Венко Филипче сака да манипулира дури и со човечки судбини, само за да дојде на власт, а потоа во стилот на Заев пупу не важи? Зоран Заев е причина за проблемите на Македонија, причина за тагата и бројни неуспеси, криминал и корупција. Венко Филипче да каже што точно од тоа му е пример за учење. Добро е што Венко Филипче призна се од почеток, за народот да нема дилема дека тој е втор Зоран Заев. Ви благодарам. До прес-центарот на ВМРО ДПМН не пристигна прашање. Како го оценувате последниот извештај за слобода на медиуми на Репортер без граници? Почитувани, падот на индексот на Репортери без граници се должи на главната фабрика за ширење на лажни вести и дезинформации, а тоа се СДС и Венко Филипче. И да подсетиме дека за истото имаат и осудителни пресуди. Пример за лажна вест е последното соопштение и прес-конференцијата на СДС, каде што велат дека министри трошеле илјадници евра за ручеци. Демант има и од владата и од институциите, бидејќи тоа било исплата кон ресторански оператори за храна плаќана од вработените. Почитувани, СДС е партија која се одржува на лажни вести. Во отсуство на политики и предлози за подобрување на општеството, тие се користат со лажни вести и дезинформации. СДС е синоним за неспособност, предавство и криминал. Ви благодарам.